Денеска во студиото мој следен гостин е господинот Томислав Тунтев. Добро утро. Добро утро. Директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, така е. Господин Тунтев, сакав да поразговараме, бидејќи доаѓаат овие новогодишни гужви, да кажем, еден збиен сообраќаен режим, сите сакаат негде и пред католичкиот и сега православни и така натаму Божичи негде да летаат. Меѓутоа истовремено гледам дека многу компании, многу летови се откажуваат пред се заради пандемијата и заради ова брзо ширење на омикронот, па дури и гигантски авиокомпании со стотици летови се откажени затоа што немаат персонал, не само заради патниците, туку затоа што пилоти, стюардеси, технички персонали и така натаму. Каква е ситуацијата со Скопскиот аеродром и со нашиот итинерер, да кажем, на летови, полетување, слетување од оваа гледна точка? Прво, добро утро, ви благодарам за поканата и ви благодарам за можноста да поразговараме малку за овој сегмент за воздушниот сообраќај, кој практично најмногу беше погоден од оваа корона криза. Значи, во март 2020 година, едноставно како со нож се пресече, затоа што сите држави, практично без исклучок, ги затворија границите, ги блокираа небата и не беше возможно да се одвива редовниот патнички сообраќај. Значи, се застана. Се сеќавам дека 3 месеци, нели, нашите аеродроми беа затворени во текот на летниот период. Воздушниот сообраќај во светски размери беше сведен само на 10% од она што беше истиот период претходната година. Значи, во светот на воздухопловството 2019 година се зема како репер, затоа што воздушниот сообраќај и туризмот заедно доживеа извесен бум. Таков развој не памети воздухопловната индустрија и туризмот. Па дури и во Македонија, тие години беа рекордни според јас и на ТАФ ги знам статистиките и така, тие години се врвот на некаков остварен промет на патници и стоки. Само еден податок да ви кажам за да го потврдам ова ваша констатација. Кога заминав од Охридскиот аеродром имаше 45.000 патници годишно. Во 2020 година, значи 5 години подоцна, требаше да има 320.000 патници годишно. Значи тоа е 5-6 пати поголем физички обем на сообраќај само за 5 години. И Охрид доби на значење како туристички центар, се сјатија чартер превозници, Визер воведе нови линии, така рано, значи одлично тргна, меѓутоа за жал, Скопје стигна и до 3 милиони, ако не се. Без малку, да, без малку двата аеродроми во 2019 година беа скоро на 3 милиони. Меѓутоа, ете, коронавирусот, значи, ги затвори. Знаете што е интересно, над 70% од летовите на европскиот континент се помеѓу две граници. Минимум. Да. И тоа значи дека, ама пошто и внатрешниот сообраќај во големите држави застана, се сведе на карго сообраќај и тие летови за репатриација или што беа за носење на луѓе кои заглавиле во одредени држави. Итни, во редни случаи. Да. Како е сега во моментов? Во моментов воздушниот сообраќај на европското небо е на 75% во однос на истиот период 2019 година. Меѓутоа, сума сумарум, како цела година, 2021, се очекува бројот на прелети да биде околу 68% во однос на 2019 година. Зашто ако се сетиме, вакцинацијата практично почна на почетокот на годинава, сообраќајот од тие 20-23% во јуни крена 50%, во јули крена 65% и продолжи да се крева, да расте како резултат на вакцинацијата. Уште се режимите со полупразни авиони или сега веќе се оди на полни? Коефициентот на полнење се подобри. И секако тоа зависи од политиката на превозниците, нема тука универзално правило. Превозникот решава до колку патници ќе го лета авионот, под колку патници нема да го лета, се разбира тоа е од комерцијални причини. Како и да е, на америчкиот континент ситуацијата е нешто подобра, значи околу 85% се сега во однос на 2019 година, затоа што во Соединетите Американски држави веќе се почувствува една поголема либерализација. На Блискиот и Средниот исток уште е подобра ситуацијата, околу 91%, и сите се надеваа фактички дека оваа година, 2022, ќе е година на опоравување.
на брзо закрепнување, дури и побрзо него што се прогнозираше. И се појави омикрон. И се појави омикрон, за жал. Читам вчера бројни туристи, стотици од Србија останаха заглавени во Занзибар. Додуше добро сега, ако има среќа во несреќата, бар се во Занзибар заглавени. Не се негде. Тие си знаат. Во некоја зима руска. Помните колку им се главени. Каква е состојбата со македонските аеродроми? Има ли многу откажани летови, има ли воопшто откажани летови? Какви се прогнозите деновиве? Бидејќи има луѓе кои што наредните 2-3 недели се очекува да летат и така натаму. Има ли најави за некакво пореметување на тие возни редови? Па знаете, тоа со најава не оди. Тоа зависи од повеќе фактори. Eurocontrol на 15 октомври излезе со нова прогноза во однос на можностите или шансите за закрепнување на воздушниот сообраќај и развива три алтернативи, три опции. Едната е нормално, како и секогаш, оптимистичка, која се базира врз тоа дека вакцинацијата ќе биде масовна, ќе биде успешна, ефект ќе имаат вакцините и врз новите варијанти, новите типови на вирусот. Врз предпоставката дека цената на горивото на авионското гориво веќе ќе застане со растот затоа што е енормно порасна од 104 центи за барел во 2020 година скокна на 243 на почетокот на октомври, за сега некако да се стабилизира околу 207, меѓутоа сепак тоа е висока цена. Дупло повеќе. Дупло повеќе, да. Исто така зависи од економскиот развој на државите. Знаете, патниците колку и да се ефтини картите, треба да имаат финансиски средства, односно да нема откажување на работни места. Воздухопловната индустрија и туристичкиот сектор беа соочени со огромен број отпуштања. И тоа е еден резултат на ова што викате нема посади. Видите, некои авиопревозници ги stornираа летовите, ги приземија авионите и ги отпуштија екипажите. И се луѓето мора да се сноѓаат. И тие си нашле нова работа. Сега кога треба да се враќа сообраќајот, нема членови на екипаж достапни, плюс некои се разболени и така натаму, така што не е сјајна ситуацијата и највлијателниот фактор, всушност за жал кој е погубен за развојот на воздушниот сообраќај, се изолациите, карантините и затворањето на границите на државите. Значи, тоа е убиствено за воздушниот сообраќај, а сега сме сведоци дека одреден број држави, тоа мокни држави, веќе повторно ја применуваат таа Меѓу другото и кога ќе слеташ мораш да одседиш 5-10 дена во хотел. Па не знаете сега вие кој би патувал, кој би давал пари за да оди некаде, а не знае дали ќе британците преку ноќ менуваат. Тој вид, британската нација е една од најголемите туристички и знам дека шпанците, Франција и така натаму истрпеа огромни загуби бидејќи преку ноќ ги променија правилата, па сега за да се вратиш треба да одседиш 10 дена на свој трошок во хотел, изолиран и така натаму. Инаку Лондон како град е најфреквентниот град во однос на воздушниот сообраќај во светов. Со тие со своите 5 аеродроми. Така што британците се најфреквентни летачи. Така е. А и тие што поминуваат низ тие хабови огромни. Како вие живеете од прелетите над Македонија и од секогаш се мисли дека вашата агенција е една од побогатите во држава. Се мисли. Како појавте годинава со приходите, бидејќи претпоставам дека и прелетите се драстично намалени од оваа 2019 што ја спомнувате. Па, ние од прилике од прелетите, од Eurocontrol инкасиравме околу цирка 3 милиони евра. Во 2020 година се уште немаме се донаплатено, што ни следува, меѓутоа приходите беа намалени за 1.300.000 евра. Значи, повеќе од 1/3, и тоа многу се одрази врз работата на агенцијата, всушност и врз работата на Македонска навигација, затоа што ние барабар одиме со таа основна дејност, значи навигација и управување на воздушниот сообраќај. Среќа, имало посрекни времиња, имало резерви, останало нешто и така што со драстично штедење, со кинење на проектите, со укинување на тие обуки што не се најнеопходни, со кратење на платите, со недавање на придонеси што следат, со договор со синдикатите, некако се снајдовме да ги пребродиме овие 2020 и верувам 2021 година, затоа што можеби наплатата
висината и не е толков проблем колку што е динамиката на наплата. Тоа беше проблем, затоа што точно кеш флоу. Ние во 2020 година првите после март 6 месеци, значи до септември останавме со нула прилив. И тоа беше многу тешко. Инаку само еден податок да ви кажам, на европскиот континент, значи на европското небо, 3,7 милиарди евра се наплатени досега од прелети, а во 2019 година, зборувам за 2021, во 2019 беа 7,4 милиарди долари. Значи, сега е на нивото од околу 51 на 100 наплатата во однос на тоа што беше. Господине Тунтев, вашата агенција не е надлежна за авиокомпаниите во смисла на нивните контакти со клиенти и така натаму, иако луѓето често мешаат бидејќи и не знаат која институција во држава е надлежна. Еве, сите имаме некакви лични искуства, имам и јас. Визер е компанија која отвори многу можности за летање, особено за поевтини летови, но оние што поминале из некои непријатни ситуации знаат дека ако ви го откажат летот, вие пари не гледате назад, бидејќи никој од нас не ги чита договорите кога купуваме карти, таму со најситни букви пишува дека парите нема да ги видите назад, евентуално ви ги ставаат на некаква сметка за некакви следни летања, ама тоа ако биде, кога ќе биде, како ќе биде, никој жив не знае. Сепак да ве прашам, има ли интерес за дестинации од и кон Македонија и од други компании, не само бидејќи Визер е најприсутен затоа што е од овие ефтини компании кои прават ефтини летови и така натаму. Очекувате ли следната година да има и некаква зголемен интерес во таа смисла, па и зголемена конкуренција во крајна линија и нови дестинации? Видите, според најавите не се намали ниту бројот на дестинации, ниту бројот на превозници. Значи во Скопје и по зимскиот ред на летање, според најавите што ги добивме пред почетокот на зимската сезона, имаме 13 превозници на 32 дестинации. Сега, прашање е колку од нив ќе се реализираат. Гледајќи ги коефициентите на полнење, посебно на Визер, затоа што практично околу 70% веќе од сообраќајот, од физичкиот обем на сообраќај, зборувам како број на патници, број на полетувања и слетувања на нашите аеродроми отпаѓаат на Визер. Доминантен е тој лоу-кост превоз и јас не се сомневам дека како што ќе се подобрува ситуацијата, така ќе се подобрува ситуацијата и на нашите аеродроми. Инаку според бројот на патници нашите аеродроми се сега некаде околу 58%, според бројот на летови е нешто подобро, затоа што коефициентот на полнење е помал него отколку што беше во 2019 година. Меѓутоа, концесионерот на нашите аеродроми се труди да ги примени сите мерки, навистина тука бевме од почетокот ригорозни. Знаете, најлесно беше за другите области затоа што комисијата концесионерот велиме ТАФ. Да, ТАФ Македонија. За другите области беше полесно затоа што има комисија за заразни болести, има влада, носи мерки, а овдека ние моравме да се придржуваме, значи и на аеродромите, и превозниците кои оперираат на нашите аеродроми, а и делот за контрола на летање до европските регулативи, односно стандарди и препораки кои ги даде ЕАСА, тоа е Агенцијата за безбедност на воздушниот сообраќај на Европската унија, во соработка со ЕЦДЦ, Центарот за превенција на заразни болести. Така што од почетокот тие мерки се спроведоа ригорозно, а она што го велите дека немаме ингеренции во бизнис секторот на превозниците, потполно сте во право, иако голем број наши патници се обраќаат честопати до нас за заштита на правата на патниците. Мене ми се случила таква една голема непријатност на моето семејство со Визер. Нема каде да се јавите. Едно време апаратот за јавување беше сместен во Лондон, мислам од пред некоја година во Белград, тој телефон не може да го добиете, ако го добиете се тоа безсмислени разговори кои ништо не придонесуваат. Веб страниците се така направени што ве вртат во круг. Јас сум изгубил сати на тоа. Жалете се овде, кликнете ваму, ако имате забележка, на крај доаѓате на почетокот. Нит пари ќе видите, нит лет ќе има, но за тоа во некоја друга прилика. На крај сакам последните 2 минути да ги посветам на нешто друго. Македонија има 2 меѓународни аеродроми, меѓутоа има и 5 спортски аеродроми, има 6-7 од овие земјоделски, претпоставаме така. Каква е состојбата во
приватната, да кажем, сфера на летање. Се купуваат ли повеќе авиончиња од овие помали? Бидејќи гледаме на ентузијазам кај разни луѓе кои тоа може да си го дозволат, да бидам искрен сега, тој спорт се мисли дека е многу скап и веројатно таму има како се во се друго, има и авиони што коштат милиони. Меѓутоа во суштина за ентузијасти, особено ако се здружат повеќемина, не представува не знам каква недостижна цена да се купи некаков помал спортски авион, тоа е во висина на поскапиве автомобили, да речеме на старо се разбира. Расте ли тој број? Заживува ли тој сектор во споредба со претходни години? Ке започнам се на дигресија. Ајде. Го прашале Алберто Сантос Димон. Тоа е натурализиран бразилец во Франција, кој го извршил првиот лет со авион на европскиот континент, 1906 година. Зошто лета секојдневно со дирижабл, си имал собствен дирижабл. Од периферијата на Париз каде со живеел до Шанзелизе, ке си налачал круасан, ке си прочитал Лемон и си одел дома и го сметале дека е чудак. И го прашале во што е поентата и тој рекол болувам од вирус кој се вика аеритис. Аеритис. Да, и рекол за лекување единствениот лек е летањето. Така е. Значи тие што се ентузијасти, тие што се влюбеници во воздухопловниот спорт, во воздухопловните активности, нема пречка што ќе ги спречи да се занимаваат со тоа, иако и за нив состојбата многу се искомплицира. Значи, практично во еден период сите воздухопловни активности замреа. Ние имавме идеја да направиме еден голем аеромитинг во септември 2020 година. Тоа сакав и да ве прашувам. Затоа што најдобриот начин на популаризација на воздушниот сообраќај, на воздухопловството воопшто е тоа, да донесете стотици деца да влезат во авиони, во хеликоптери, се што лета во Македонија сакавме да го донесеме тука. Акробатски групи од Хрватска, од Унгарија имавме договорено, со Визир имавме договорено низок лет над Скопје. Значи, стварно ќе беше една прекрасна манифестација, меѓутоа за жал тоа март 2020 година прекина. Сепак имате право, се работи за големи ентузијасти, за големи борци. Досега во овој измина 3-годишен период Агенцијата за цивилно воздухопловство им излезе во пресред на барањата на сите кои се обратија дека одредени давачки, значи за сертификација на воздухопловите, за издавање на дозволи, продолжување на дозволите, лекарски уверења и така натаму, ние ги сметнавме цените. Тоа е високо регулирана дејност и Да. ја знам, ја не сум експерт, ама имам пријатели, знам дека ништо таму не е едноставно и не може да помине баш така, нели, како кога возите автомобил, па може и без да поминете со 5 дена. Видете, јас честопати на пријателите им велам, кога влегувате во авион, или на Господ му се обраќате, или на Аллах му се обраќате, тоа луѓето од Агенцијата за цивилно воздухопловство, кои се овластени воздухопловни инспектори, го прават во име на Бога и во име на Аллах, да биде секако што треба. Значи, да бидат задоволени сите безбедносни критериуми на секој лет од нашите Има ли аеродроми. пораст на приватни летала? Купуваат ли луѓето? Ако мислите на спортско-рекреативна авиација, да. за сега тоа се воздухопловите, значи во последниве 2 години во регистарот на воздухоплови во нашата држава нема некој значителен пораст. Еден авион беше минатата година значи нов регистриран. Меѓутоа за сметка на тоа расте бројот на беспилотните летала. Значи јас кога дојдов во агенцијата бројот беше 103, денеска е 276, така што тоа е некако иднината на воздухопловството која се надзира. Брифинг и Слободен печат располагаат со дрон. И ние поминавме низ таа постапка за регистрација на дронот во вашата агенција. Морам да кажам дека таа е од една страна едноставна, но трае и е прилично детална. Мислам, вие на крај издавате дозволи, но тие дронови мора да бидат регистрирани, пријавени, секој летање мора да биде претходно објавено и така натаму, има забранети зони над кои не се лета и сето тоа го разбираме. Во меѓувреме нашиот дрон иако деновиве не лета последниве недели затоа што врне, затоа што се магли, тие се многу чувствителни на пречки кои не можат да ги препознаат. Сега ние немаме од овие високо софистицирани прескапени дронови кои што тоа може да го прават, но овие дронови, тоа сакав да прашам, има ли интереси кај граѓаните, кај цивилите и има ли комерцијални пријави во оваа смисла? Од нашиот дрон е, да кажем, и комерцијален, иако ние во тоа пари не правиме, ама е дел од бизнисот што го имаме, за да гледачите можат сепак да видат некои работи и од воздух. Има ли интерес значителни во таа сфера во Македонија и некакви можеби бизнис идеи?
Интересот е голем и се поголеме. Јас ви кажувам само за тие официјално регистрирани дронови. Мојата претпоставка е дека 5 пати повеќе. Оти сега за нова година не знам колку луѓе, деца, младинци, не знам, тинеџери ќе добијат дронови на подарок. Видите, тоа се појави баба оди на дроновите, значи до 2,5 килограми тежина ние не ги регистрираме, се смета дека тие дронови нема некаква опасност нити по воздушниот сообраќај, нити по животот и здравјето на луѓето. Меѓутоа над 2,5 килограми по сите регулативи и на Европската унија и на ИКАО, како меѓународна организација за цивилен воздушен сообраќај, ние ги категоризираме, ги регистрираме, даваме баркод и практично агенцијата воспостави една многу современа платформа, значи современ метод на најава, каде што секој дронџија, условно речено, сам го најавува оперирањето и му се генерира дозвола, доколку не е над забранетите зони, доколку со некој барање од МВР или од некој министерство не се бара забрана на одредени објекти при посета на, не знам, државни и така натаму. Знаете што е проблемот главен кај дроновите? Што 99% се или новински куки или бизнисмени. Ретко има воздухопловци. Значи, ретко го сваќаат оној сегмент дека летањето на дронови исто така подлежи на регулатива и дека мора да се зачуваат мерките на безбедност. Заради еден дрон кој леташе на аеродром Гетвик, во рок од 3 дена, 36 часа го затвори аеродромот Гетвик во Лондон. Тоа беше пред 2 години, 56 милиони евра загуба имаше аеродромот. И среќа не се случи ништо што би дошло до судар со авиони или со хеликоптер. Не се сеќам дали на крај идентификува кои собствениците кои се. Не, тоа беше некој однатре, знае дека е некој однатре, меѓутоа не го најда. Како и да е, велам, слободното летање, значи во тој слободен, неконтролиран воздушен простор, каде што се дроновите, каде што се параглајдерите, змаевите, балоните, мора да биде на некој начин регулиран, односно операторите мора да бидат свесни за опасностите. И кај аероклубовиве е лесно затоа што полагаат пилотски дозволи, имаат веќе некаков бекграунд и свесни се за тој сегмент од воздушниот сообраќај. Сега нашата интенција е таа да ги организираме операторите на дроновите, да формираат сам еден собствен центар за обука, кој ќе помине со одредена програма која ние ќе ја сертифицираме и дека работите и со дроновите ќе бидат ставени во рамки на безбедниот воздушен сообраќај на нашето ниво. Само за да го завршам ова, ние имавме единствениот лиценциран летач на дрон за нашиот дрон и така. Човекот е многу има и една историја која што е врзана со, бидејќи во оваа држава пред да се појават цивилни дронови имаше безбедностни дронови кои лета и така. Сега и тој замина да работи за израелска фирма, така да што ги израдува дронџиите дека и нашето Министерство за внатрешни работи има дрон антидрон, така што веќе сите некако се обидуваме да излеземе во рамки на она што значат нови предизвици во развојот. Инаку да знаете дека во развиените земји веќе дроновите се користат за достава на карго пратки и тоа е веќе тоа е веќе живеење на иднината. Отиде разговор преку секоја мерка што ја планирав, па мислам дека беше интересно да се чуе некои работи. Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, ви благодарам за овој утренски брифинг. Пак ќе ве бараме ако има некоја компликација. Тука сум јас ви благодарам за убозарно што ви кажа. Амин. И само да ги известам вашите ценети гледачи, читатели, слушатели, кога купуваат карта на интернет, нека ги читаат буквите што сте напишани со тие најситните. А и што ако ги прочитаат? Имаат избор. Избор има други превозници, други услови и така натаму. Меѓутоа треба да се подготвени дека во вакви кризни времиња и ситуации навистина се може да се деси и веројатно и затоа па ги интересот во вакви времиња и би искористил приликата да ви ги честитам и вам и на ценетите гледачи, слушатели божичните и новогодишните празници, да ви посакам и ним и вам добро здравје и да се гледаме само за убаво. Ќе биде ли идната година подобро, од ви имате птичја перспектива? Ние од долу што го јаваме кој ќе биде. Значи ако се задоволат факторите со вакцинацијата, со либерализацијата на мерките што ги има државите, веќе гледам дека Шпанија, Португалија, Германија, мислам висок е процентот на вакцинирани,
ќе биде, ево Евроконтрол прогнозира низ тоа реално сценарио, до крајот на 2023 да биде достигнат нивото од 2019 година, така што се надеваме дека ќе одиме по тоа реално сценарио. Томислав Тунтев, благодарам.